Да се погрижиме да уживаме во храна која е здрава, избегнувајќи конзумирање на прекумерни количини. За време на новогодишните празници вообичаено подготвуваме разновидна храна, која уживаме да ја споделиме со поширокото семејство и пријателите, на што да внимаваме при изборот на производи на пазарите и во маркетите. Да биде навистина од добавувачи или од маркети или еве и од пазарот е тука до нас, од луѓе кои што имаме навика да набавуваме храна од нив и на кои што сме им стекнали доверба за закупување на храната. Во секој случај мора да внимаваме, поготоа кога ќе одиме по маркетите, на рокот на употреба на производите. Во овој временски период каде што е, да речеме, пред новогодишните празници, пред Божик, многу е поголемо конзуматорството, самите продавници се навистина пребукирани или натапкани со луѓе и можеби некогаш да немаат доволно внимание и следливост на робата која што ја имаат и може да биде некоја од робата со поминат рок или се случува, а некогаш малце и намерно, од самите производители робата која што има прекрајна рок да ја даваат во таков временски период, нели, за кај што има побрза и поголема конзумација. Нека внимаваат нашите сограѓани на роковите, затоа што можеби производот кој што ќе биде купен е во рок, но после 3 до 4 дена ќе истече и всушност имаме производ кој што можеби е еден вид небезбеден, да речеме, за конзумација. Во секој случај многу е важно да се внимава на целовитоста на опакувањето, да се види да не е случајно оштетено и така натаму. Не ги пипајте сите производи. Значи, навистина, ако имаме желба да земеме некаков производ, тој што ќе си го допреме прв, да речеме, или визуално кој што ни се допаѓа, тој земете си го. Било каков производ, јајца, мајонез, салама и така натаму. Ако ние одиме и го бираме едниот, вториот, третиот, четвртиот, а можеби сме разболени и така натаму, па сме кашлале во раката, ние всушност ги насадуваме нашите микроорганизми на тој конкретен производ. Многу често продавачите знаат да ги изложат нели на отворено своите производи и ние знаеме често да ги купуваме. Да. Значи на пазарите, поготоа се надевам дека повеќе зборуваме за зеленчук и овошје. Во таков случај навистина сега крос-контаминацијата си ја има насекаде, секој од нас поминува, секој од нас нели нормално и ќе диши и ќе разговара и така натаму може да насе определени микроорганизми, бактерии. Но сепак кога ќе ги донесеме дома треба темелно да ги измиеме, тоа е многу важно. Важно е и од гледна точка на безбедноста на храната, ама важно е и не де Боже, најчесто преку мароли, салати, зелки и така натаму може да пренесеме некои видови на паразити во нашата исхрана. Затоа темелно миење, темелно чистење на производите, тоа е многу важно. Исто јајцата кога ќе ги земеме, тие не се еден вид на поризичен производ. Треба да видите колку време прво се стари како јајца, да видите од кога траат, а доста често знаеме, поготово на пазарите, да избереме добавувач кој што да речеме не поминал низ процесот на контрола на храната од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, туку овие ни се домашни, овие ни се селски и така натаму. Внимавајте затоа што обично тие јајца не често се добро дезинфицирани, не се добро избришени, кога ќе дојдете дома прво измете ги јајцата, па потоа внесете ги во ладилникот да не има определени остатоци и така натаму по нив, затоа што тука натаму веќе имаме можност за крос-контаминација со другите производи во ладилникот. А што е со сирењето и месото, и тоа често знаеме да го најдеме на пазарите? Значи, по принцип месо на пазари е забрането да се продава на тезга на отворено. Има месари, еве тука позади нас си имаме месари кои што се уредни, кои што навистина и колегите од Агенцијата за храна и ветеринарство добро ги контролираат во однос на безбедноста на храната и сметам дека тука би требало да заврши производството, односно продажбата на храната во месарите. На тезга не е место за месото, сирењето може да биде, во секој случај треба да внимаваме како се манипулира храната. Многу важно е, секој човек е еден вид на инспектор. Тоа значи дека ние гледаме можеби со 2 очи, инспекторите можеби со 10, ама секој еден од нас кога ќе изреагира ако производот директно се пипа со рака, директно се става или се кашла или не се измиени раце и така натаму, реагирајте му на продавачот, што се вика еден вид и засрамете го, за следниот пат да видите дека веднаш ќе изреагира. 1, 2, 3 кои ќе реагираат и тој ќе се поправи, ќе се коригира со цел да се заштитите и вие при некоја следна покупка и нормално другите луѓе кои што купуваат од пазарите или од било кои продавници. Споменавте вие за срамете. Ги требали да ги засрамиме можеби рестораните затоа што често знаат да ни донесат недобро, односно недоволно подготвена храна. Да. Оваа тема е многу убава, поготово еве во ваков временски период кога да речеме се полнат рестораните, кафаните и така натаму. Знаеме дека има многу поголем обрт на луѓе. Потенцијалот со кој што располагаат рестораните горе-долу исто од предходниот временски период, затоа што не може толку да зголема да речеме на персонал, а побарувачката е голема и многу често во овој временски период кај рестораните може да се јави да речеме проблем на недоволно подготвена храна, на неправилно манипулирана храна. Во секој случај убаво е кога ќе можете зирнете како се подготвува храната, видете ги персоналот како работат и така натаму. Ако сметате дека нешто не е во ред во однос на хигиената, во секој случај реагирајте и према
менаџментот на ресторанот, еден вид побарајте му ако имаат и бела книга или каква и да е книга со поплаки, жалби и така натаму, напишете го тоа писмено. Апел до сите оние кои што подготвуваат многу храна за време на новогодишните празници, месото, салатите, да не ги чуваме многу во фрижидер. Тука ќе ја споменеме и сармата која што традиционално се подготвува во нашата земја. Да, значи прво треба да кажеме дека ние имаме повеќе категории на граѓани во однос на здравјето и во однос на конзуматорството на храната. Значи има ризична група на граѓани, тоа се некои 3 од 4, 5 категории на граѓани. Тоа се всушност младите, тука се децата, тука се возрастните над 65 години, бремените жени и хронично болните. Значи овие групи на граѓани се влегуваат во ризични категории на граѓани. Навистина луѓето кои што спаѓаат во овие категории на граѓани, навистина треба малце повеќе и по фокусирано да ги избираат производите, да избираат местата каде конзумираат и да прават контрола на храната која што ја конзумираат со цел да не си наштетат на сопственото здравје. Многу е важно температурниот режим. Например, температурата на производите кои што ние ќе се ги подготвиме да не се чува од 4 до 60 степени, тоа е температурната разлика каде што е најудобно место за или температура за размножување на микроорганизмите. Треба храната се чува под 4 степени или ако се одржува во топлотен режим над 60 степени. Ќе се навратиме повторно на рестораните. Таму ќе видите нели има оние како што се да речеме не се ладилници, туку за одржување на температурата. Таму во секој случај мора температурата да биде над 60 степени одржана во производите. Зашто? Во тој температурен режим веќе бактериите почнуваат да умираат и под 4 степени тие не се размножуваат, туку буквално хибернираат. Во таков случај, доколку ние дома подготвуваме храна, ако ние сметаме дека во следните денови треба да ја конзумираме, остаток, односно за дента храната може да ја оставиме, остатокот храната треба најбрзо што може да се олади до 4 степени и да се чува. Затоа е многу важно хигиената, многу е важно правилното избор на покупки и правилното складирање на храната. И кога ќе подготвиме дома, тоа е многу важно. Храната која што е подготвена треба да биде во горните радови на ладилникот со цел да се спречи крос-контаминација со забакуваните производи кои што би можеле евентуално да паднат надоле во храната. Во секој случај во ладилникот да се бидат покриени производите кои што ние конзумираме со цел да нема пак да ја спречиме крос-контаминацијата, а и нашиот ладилник треба често да се чисти и да се одржува. Да ги споменаме тука и домашните миленици, треба да внимаваме и со нив за време на празниците. Онаа храна која што не е за нас, не е ниту за нив. Да, значи многу треба да внимаваме затоа што доста често по празниците, тоа е веќе од нова година до после Божик, се случува доста често да се прејавуваат кучиња или мачки кои што се затруени. Точно тоа, луѓето ќе сметаат дека некој ни ги отрул уличните кучиња, мачки и така натаму или на домашното некој нешто му фрлил, а всушност да произлегува тоа од нашата храна која што ние сметаме дека за нас не е добра, а мајке му го дадеме на кучето, ќе му даде на мачето, оно ќе се израдува многу. Да, можеби е вкусно за него, но не е здраво и не е безбедно, што е најважно. Затоа ве молиме, праќаме апел до граѓаните, храната што не е добра за нас, не е добра ни за милениците. Мониторингот се врши во сите фази на ланецот на производство и промет на храна, вклучувајќи и храната од увоз. Доколку сепак ви остане храна која што се уште може да се користи, најдобро е истата убаво да се спакува и да се подари онаму каде што е најпотребно.